Аз и бука од планетата Азбука. Т. Тапан. Там-там, там-там. Тапанот силно бие. Тоа е знак дека негде весело оро се вие. Трајче е уште мал на тапан да чука, но затоа само вежба да тропа на тарабука. Киро Донев. С. Стоногалка. 100 нозе таа има, ама не се боси. И во лето, и во зима, чевлите ги носи. Само кога спие чевлите ги собува, а од сон штом станува, пак си ги обува. Киро Донев. Какви се домовите во селата и во градовите? Во големите населби домовите се куќи со долги вратови. Така изгледаат градовите, згради со многу катови. Во малите населби домовите најчесто се ниски мали, а таму во дворовите има и фарми и штали. Сузана Мицева. Семејство. Мама е убава. Има густа коса. И јас сум убава. Плетенки носам. Братчињата најубави со очиња сини. Татко ми со брада и мустаки фини. Баба има кадрици во сребрена боја. Очилата на дедо убаво му стојат. Ете, такво семејство убаво сме ние. Убавината во очите нам ни се крие. Сузана Мицева. Еш. Него и Ешко. Се крие се мушка. На грбот си носи и јаболко и крушка. Кој ли му ги дал? Или пак ги крал? Киро Донев. Никој да не ги дели. Паѓаат, стануваат, спијат, сонуваат. Растат крај столовите и масите, излегуваат на терасите, трчкаат низ дворовите, ги учат зборовите. И почнуваат, течно да зборуваат, не запираат, не се изморуваат. Почнуваат и да читаат и да пишуваат, но не престануваат да прашуваат. Децата од цел свет налик се на чудесен цвет. На црни, жолти и бели, никој да не ги дели. Тие планетата ја бојосуваат, со насмевките не освојуваат. Димитар Алачки. Прсти. 5 прсти на левата, плюс 5 на десната рака, прават точно 10. Петре си пресмета така. А со прстите на нозете колку се? Го праша Блаже. Тоа, пријателе, ти треба да ми кажеш. Киро Донев. За нашата азбука. Секоја буква од нашата азбука треба да ја почитуваме. Убаво, разбирливо и јасно да ја кажуваме. И да не заборавиме на вистинското место да ја поставиме.
зашто само така кажаното зборче ќе ни означува нешто. Име на човек, на животно, на предмет, на место. Име на сешто. Кога ги гледаме буквите, една крај друга наредени, ни се чинат глуви, неми, како да се навредени. Така напишани, можат да си молчат со часови. Но, кога ќе почнеме да ги кажуваме и читаме, тие стануваат гласови. Киро Донев.